Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Нема намалување на комуналната такса за јавно осветлување во Струга. Привршуваат градежните зафати во основното училиште Братство и единство во Лескајца. Емот Светинаум Охридски бележи уште една успешна година во скоро 6 деценискиот развој. Маржите на основните производи ќе останат замрзнати до април идната година. Доколку регулаторот ги прифати барањата на енергетските компании, струјата за граѓаните по нова година ќе поскапи до 9%. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид е свежо и на места магловито утро, а во текот на денот времето претежно сончево и топло. За овој период од годината беше измерена максимална дневна температура од 9 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон вторник појава на магла. Утре над британските острови во северна, североисточна и источна Европа умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд со засилен ветер. Дожд и снег се очекува над Алпите и на север на Балканот. Во останатите делови од Европа стабилно со сончеви периоди. Во северните и централните предели на Балканскиот полуостров во вторник времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и високи температури. Во останатите делови од полуостровот претежно сончево со локална облачност и топло. На исток зголемена облачност. Максималните дневни температури на Балканот утре од 9 до 17 степени Целзиусови. Во Македонија во вторник во утринските часови појава на магла и ниска облачност по котлините и долините, што во поголем дел ќе се задржи во предпладневните часови. Во текот на денот времето претежно сончево со локална облачност, ветровито и топло. Минималните температури ќе се движат во интервал од -2 до 4, максималните дневни температури утре во Македонија од 10 до 16 степени Целзиусови. Во Охрид во вторник времето претежно сончево со локална облачност и топло. Минималната температура 4 додека дневната 12 степени. Во следните денови ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди. Ќе биде релативно топло за овој период од годината. Минималната температура 3 односно 4 додека дневната 11 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Данкат, ваш партнер, село Мислишево, Струга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Супер акција во Миса Маркети. Плазма Бамби посна 150 грама 63 денари. Плазма Мелена посна 300 грама 109 денари. Велнес интегрален кекс 210 грама 45 денари.
7 Days Multipack 3 по 80 грама 89 денари. Корнишони подравка 670 грама 69 денари. Маја негазирана вода 4 по 1,5 литри 69 денари. Памперс марамици 59 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса маркети. Овој декември сладки изненадувања со Тамаро и Витаминка. Сладок декември за најсреќни празници. Многу сладки изненадувања, подароци и награди на Супер Радио. Уште и изненадувања за нашите најмлади пријатели од детските градинки и многу насмевки за најубава нова година. Сладок декември со Тамаро и Витаминка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Нема укинување ниту намалување на комуналната такса за јавно осветлување во Струга. Ова е одговорот на градоначалникот Мерко на барањето на граѓаните кои плаќаат, а повеќе од 2 месеци немаат градско осветлување. Мерко ги повика граѓаните на поголема свесност за енергетската криза. Нема да се укине, ниту ќе се намали комуналната такса за јавно осветлување во Струга, а рестрикциите остануваат на сила и идната година. Ова е ставот на првиот човек на општината, кој овој потек го објаснува со енергетската криза. Вели локалната не е во можност да ги покрие милионските суми за јавно осветлување и затоа мора да се штеди. Ги повика граѓаните на поголема свесност. Не може да се укине, ние сме задолжени барем колку што собираме средства од улично осветлување, толку и да му служиме на граѓаните. Само да ви кажам дека за јули месец имавме 2 милиони денари исплата за улично осветлување, за август 6 милиони денари, за септември 10 милиони денари. Рачунајте дали сме во можност тоа да го издржиме. Осветлување има од 16 до 23 часот, а потоа општината е во мрак. Почнувајќи од утре до 8 јануари, нема да има рестрикции поради празниците, но ќе бидат осветлени само центарот на градот и селата. Ние сега ноќе и така се одмараме, односно веќе легнуваме за спиење. Мислам дека не е потребно и ноќта да е дење. Стружани, револтирани, изминативе неколку месеци во повеќе наврати јавно бараа укинување на комуналната такса или да престанат рестрикциите на осветлувањето. Утврдената давачка изнесува 184 денари месечно по домаќинство. Привршуваат градежните зафати во основното училиште Братство и единство во Лескајца. До крајот на првото полугодие ќе завршат реконструкцијата на електричната инсталација и школските тоалети. За овие две инвестиции во школото обезбедени се над 2 милиони денари средства од локалната самоуправа. Учениците од основното училиште Братство и единство од населбата Лескајца ќе го стартуваат второто полугодие во 2023 година во подобри училишни услови. После 4 децении ова училиште ќе добие реновирани санитарни јазли. Локалната самоуправа издвои над 1,3 милиони денари за да се подобрат санитарните услови за 500 ученици кои посетуваат настава на македонски и албански јазик, информира Джемал Мехмет, директор на основното училиште. Школската зграда е градена пред 55 години и има застарена инсталација, подсетува директорот Мехмет. Покажа голем интерес за реконструкција на WC-та, кои што 40 години не беа реновирани и навистина имаше реална потребото. Претходната година беше реконструирана водоводната мрежа, исто така многу потребна за ова, значи и тековната и дел од оваа година, каде што се изгради нова водоводна, ајде да речеме, инсталација, бидејќи имавме голем губиток на вода.
стари цевки од 1968 од изградата и само си тлеа и имаше еден полно испусти кои што дополнително и влага создаваа. Во зградата се привршуваат и зафатите за поставување на целосно нова електрична инсталација. Електронската јавна аукција за реконструкција на електричната мрежа достигнала висина од 824.000 денари, напоменува директорот. Поставување, значи, нови табли, табли заради безбедност и сигурност, нови доводни кабли, како и целосна нова електрична светлосна. Сите светилки кои што се вградени се на некој начин LED светилки со висока енергетска ефикасност. Походниците ќе имаме и сензори, на сензори ќе бидат и мислам дека позитивно ќе влијае во намалувањето на потрошувачката на електричната енергија. Во основното училиште Братство единство е планирана и градежна активност за отстранување на влагата во зградата. Локалната самоуправа ќе инвестира во 2023 година во изведување на дренажна инсталација, а се размислува и за поставување на термоизолациона фасада, со што училиштето ќе стане енергетско ефикасен објект. Со тоа ќе се заокружат крупни инвестициски зафати во школото по замена на азбестниот кров со нова кровна конструкција и замена на дограмата. 56 години Општинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски од Охрид се развива и прилагодува со цел да успешно ја исполнува својата општествена мисија во продуцирање квалитетни стручни кадри. На одбележувањето на патронатот, директорот Сашо Недески истакна дека училиштето бележи уште една успешна година, како во наставниот процес и успесите на учениците, така и во модернизирањето на условите за работа. И во иднина ќе продолжат проектите со поддршка на Општина Охрид, МОН, конзорциумот, компании, делегацијата на германското стопанство и ЕУ. Општинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски од Охрид одбележа 56 години постоење и успешно извршување на својата општествена мисија во едуцирање стручни кадри. Во своето обраќање на свеченоста по повод патронатот, директорот Сашо Недески истакна дека училиштето бележи уште една успешна година во која учениците освоија бројни награди на меѓународни и државни надпревари, учества на проекти, како и на бројни спортски надпревари. Успехот е заеднички на учениците и на нивните ментори, посочи Недески. А за тој успех стои вложувањето во модернизирање на наставниот процес, постојано усовршување на наставниот кадар во чекор со современите техови на науката и техниката и обезбедување пријатни просторни услови за работа, што од година во година го прават ова училиште се поатрактивно за учениците. Секојдневната соработка со компаниите, поддршката од МОН преку стипендирање на учениците во стручното образование, придонеси кон зголемување на интересот за запишување во центарот и со тоа драстично зголемен бројот на учениците во сите струки. Во својот развоен пат овој електромашински училишен центар во континуитет ги проширува струките и профилите согласно потребата на стопанството. Во центарот последните 5 години се реализира германскиот модел на дуално стручно образование, при што посебен акцент се става на практичната обука, а оваа година излезе првата генерација техничари за индустријска мехатроника со меѓународен сертификат. Значењето на овој центар е препознаено и поддржано од локалната самоуправа, од Министерството за образование и Европската Унија. Годинава беа обезбедени 25 нови компјутери за кабинетот по информатика. Учелниците се опремија со смарт табли и беа ставени во употреба лифт и тоалети за лица со посебни потреби. Во план е поставување фотоволтаици за енергетска ефикасност на објектот и проект за санирање и опремување на училишната работилница. Во периодот што следува, со поддршка од МОН и локалната самоуправа ќе започне со реализација тригодишниот проект од страна на конзорциумот составен од нашите училишта и компаниите Костел, ЛТХ Лјарница и ОДВ Електрик. Проектот е одобрен од Фондот за предизвици за набавка и инсталација на софистицирана опрема во училишната работилница, а е финансиран преку грант од германската КФВ банка. Во рамки на воспитно-образовните дејности треба да се истакне учеството на Општинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски на државни и меѓународни надпревари. На меѓународниот надпревар по роботика Балкан Јуниор 2022
го освоија првото место во конкуренција на средните стручни училишта од балканските земји. На надпреварот Гринтек, во кој беа вклучени 5 средни стручни училишта, учениците од Охридскиот електромашински училишен центар со апликацијата Трешпингер го освоија првото место. Полека но сигурно, тежнееме да прераснеме во модерен обучен центар за цел југозападен регион, на формалното, но и на неформалното образование за обука и преквалификација на возрастни. Голема е честа и одговорноста да сме дел од процесот на воспитување и образование на младите. Во рамки на одбележувањето на патрониот празник на Општинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски, учениците одржаа презентации на своји изработки, трудови и проекти, а се одржа и хуманитарна акција од деца за деца. На компаниите членки од конзорциумот им беа доделени плакети за особен придонес за изработка на проектот за набавка на опрема за училишната работилница. За 10 и 20 години континуирана работа во центарот, како и на професорите кои оваа година заминаа во пензија, им се оддаде соодветно признание за нивната работа и придонес во развојот на центарот. Украсени новогодишни елки во водите на Охридското езеро. Нуркачите од Нуркачкиот центар Амфора и од клубот за подводни дејности Охрид, оваа традиционална празнична активност им ја посветија на децата со ретки болести. Нуркачи од Нуркачкиот центар Амфора, како и секоја година, така и оваа, ја накитија новогодишната подводна елка во Охридското езеро. Традиционално, секоја година, нуркачите им ја посветуваат на децата со ретки болести со желби за нивно здравје, успех и среќно детство. Сите посетители на Музеот на вода ќе имаат можност да ја видат елката до крајот на јануари. За новогодишните празници, охријани и гостите при прошетка по градскиот кеј ќе можат да ја видат елката во езерските води кај градското пристаниште, која ја поставија членовите на клубот за подводни дејности Охрид. Елката е посветена на лицата со ретки болести и ќе ги краси езерските води до Стара Нова година. Настанот имаше и хуманитарен карактер. Членовите на клубот за подводни дејности Охрид доделија ваучери на социјално загрозени семејства од Охрид. Мерката за замрзнување на маржите на основните прехранбени производи, која истекува на крајот на месецов, ќе биде продолжена до крајот на април идната година, до кога е прогласена и енергетската криза, најави министерот за економија Крешник Бектеши на денешната пресконференција. Министерот додаде дека ако е потребно ќе бидат преземени и други мерки во насока на намалување на цените на продуктите. Иако, како што кажа, цените особено на основните прехранбени производи веќе се стабилизираат, а некои синџири маркети веќе и самите почнале да ги замрзнуваат цените на производите. Бектечи нагласи дека за јануари се прават калкулации и со компаниите и со стопанските комори и како што додаде се очекува дополнително намалување на цените. Колкаво ќе биде тоа намалување ќе ве известиме навремено кога ќе ги завршиме консултациите со сите стопански комори, истакна министерот. За околу 9% би се зголемила цената на струјата за домаќинства по Нова година, ако Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги ги прифати сите барања на енергетски компании и на тоа се додаде изголеменото ДДВ од 5%. Адам Епсо за пренос, ЕСМ за дистрибуција и Евана Хоум за универзално снабдување со електрична енергија на малите потрошувачи и домакинствата се компаниите кои доставија барања до регулаторна. Од комисијата велат дека од јануари може да се очекува и намалување на трошоците за дистрибуција на електрична енергија. Доколку се прифатат барањата како што се наведени, просечната цена за снабдување на малите потрошувачи и домаќинствата би се зголемила за 3,5 до 4%, доколку се прифатат сите барања. Значи, Регулаторната комисија за енергетика ги определува цените без ДДВ и зголемувањето од ДДВ, за да бидеме прецизни до крај, на цената е 4,72%, не е 5%. ДДВ-то се зголемува од 5 на 10%, но влијание на крајен трошок е 4,72%. Уште од сега можам најодговорно да потврдам дека трошокот за дистрибуција на електрична енергија ќе биде намален. На тој начин ќе се помогне не само на малите потрошувачи и домаќинствата,
туку и на сите компании кои што се на слободниот пазар на електрична енергија. Бензините од ноќеска на полнок поскапуваат за 1 динар по литар, а цената на дизелот се намалува за исто толку, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Со одлуката се врши зголемување на малопродажните цени на нафтините деривати во просек за 0,84%. Новата малопродажна цена на Евро Супер БС 95 ќе изнесува 77 денари за литар. Евро Супер БС 98 ќе се продава за 79,5, а Евро Дизел за 80 денари за литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домакинство се намалува за половина динар по литар и ќе изнесува 78,5 денари. Малопродажната цена пак на мазутот се зголемува за 1,36 денари за килограм и ќе биде 40,593 денари. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Градоначалникот на Пирот Владан Васич денеска изјави дека од една цистерна се уште тече амонијак, а мерењата покажуваат дека концентрацијата на амонијак во Пирот е на нула. Како што изјавија екипите на секторот за вонредни состојби на местото на инцидентот, 4 цистерни излетале од шините, но ниту една не завршила во реката и дека од таа една цистерна истекла половина од волуменот на амонијак. Важно е луѓето што помалку да излегуваат од дома, иако состојбата со амонијакот според мерењата во Пирот е нула, но особено да се избегне приближување на тој дел од теренот на клучката Пирот-Запад. Полицијата блокираше автопат, изјави градоначалникот. Тој додаде дека треба да се утврди кои инспекции се надлежни, каква е состојбата на терен и како треба да се одвива ситуацијата во текот на денот. Најави дека ќе одржи состанок за мерки кои треба дополнително да се преземат. Синоќа повеќе од 50 лица беа хоспитализирани во Ниш и Пирот со симптоми на труење со амонијакот, како товарен воз што го превезувал овој газ излетал од шините кај Пирот. Москва е подготвена да го врати снабдувањето со газ во Европа преку гасоводот Јамал Европа. Оваа информација ја потврди рускиот вице-премиер Александар Новак. Европскиот пазар останува актуелен бидејќи недостигот на газ се уште постои, а ги имаме сите можности за продолжување на снабдувањето. Например, гасоводот Јамал Европа, кој беше запрен од политички причини, останува неискористен, изјави Новак во текст што вчера го објави ТАСС. Гасоводот Јамал Европа вообичаено тече кон запад, но неговиот правец во голема мерка е обратен од декември 2021, бидејќи Полска се откажа од купувањето од Русија во корист на транспорт на газ складиран во Германија. Варшава го раскина договорот со Русија во мај, откако претходно го одби барањето на Москва да плати во рубли. Од Русија во Белорусија беа испорачени и распоредени тактички ракетни системи Искандер, способни да носат нуклеарни боеви глави и системи за противвоздушна одбрана С-400. Тие се подготвени да ги извршат планираните задачи, изјави висок функционер на Белоруското министерство за одбрана Леонид Касински, шеф на дирекцијата за идеологија во тамошното министерство. Тој во видео објавено на Телеграм рече: овие видови оружје, системите Искандер и С-400 денес се на борбена задача и целосно подготвени да ги извршуваат задачите за кои се наменети. Обилни врнежи од снег зафатија и делови од Јапонија, при што усмртија најмалку 17, а повредија повеќе од 90 лица. Многумина од нив починале додека го чистеле снегот од покривите или биле затрупани од снег што падал од покривите. Агенцијата за управување со катастрофи соопшти дека 70 годишна жена била пронајдена мртва под снег кој ненадејно паднал од покрив над неа врз градот Нагаи во префектурата Јамагата на 300 км северно од Токио, каде што во саботата падна снег во висина од 80 см. Локалните власти од регионите погодени од снежните врнежи ги повикаа жителите да бидат внимателни при активностите за отстранување на снегот околу домовите. Многу делови од североисточна Јапонија регистрирале 3 пати повеќе снег од просечните врнежи за сезоната. Поради обилните снежни врнежи блокирани се стотици возила на автопатите, а голем број домови се без струја. Министерството за економија и индустрија соопшти дека обилниот снег паднал дално во најсеверниот главен остров во Јапонија, оставајќи 20.000 лица без струја во божичното утро, иако струјата била обновена во повеќето области подоцна истиот ден. Тоа е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Довидување.